Крајот на наметнатата политичка криза, актуелната политичка состојба и интеграцијските процеси важни за државата, а биле точките на дневен ред на средбата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и известителите на Комисијата за почитување на врските и заложбите на земјите членки на Советот на Европа. Се наведува во соопштението од партијата. Изборите на 5 јуни неопходни за надминување на политичката криза бил ставот на Груевски, потенцирајќи дека преку еден демократски процес граѓаните согласно нивната волја ќе одлучат за иднината на државата. Груевски посочи дека приоритетот на ВМРО ДПМН е тие да бидат фер и демократски, зашто институциите задолжени за процесот и нивно организирање ја имаат потполната поддршка. Тој подлече дека изборите се и тест за демократскиот капацитет на партиите и подготвеноста да се соочат со волјата на граѓаните. Груевски истакна дека е потребен крај на кризата и тоа го сакаат и очекуваат граѓаните, како и враќање на реформските процеси и продолжување на реализација на проектите кои се од нивен интерес, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Председателот на Собранието Велјановски со членовите на делегацијата разговарал за правната рамка во која би се одржале предвремените парламентарни избори, истакнувајќи дека според уставно-правната регулатива во моментов не постои можност за свикување собраниска седница и укажал дека сите политички фактори треба да си преземат одговорност и да покажат зрелост во однесувањето. Од Социјалдемократскиот сојуз соопштија дека лидерот на партијата Зоран Заев се сретнал со шефот на делегацијата на ад-хок комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа Шинах. Заев и Шинах разговарале за актуелната политичка криза во Македонија. Лидерот на СДСМ нагласил дека не се исполнети трите клучни услови за фер и регуларни избори, а кулминација била одлуката на председателот Ѓорги Иванов за аболиција. Имено делегацијата треба да даде оценка за условите во земјата и за тоа до кој степен институциите во земјава се подготвени да ги организираат и да ги спроведат закажаните предвремени парламентарни избори на 5 јуни. Нови два огласи за издавање под закуп на 4426 хектари државно земјоделско земјиште во 20 општини во државата за површини на 3 хектари. Земјиштето може да биде користено за одгледување на едногодишни или повеќе годишни култури од сите гранки во земјоделството. Во текст се два огласи за издавање под закуп на 4426 хектари државно земјоделско земјиште во 20 општини во државата за површини на 3 хектари. Земјиштето од страна на едните закупци може да биде користено за одгледување на едногодишни или повеќе годишни култури од сите гранки во земјоделството и согласно културата која ќе се одгледува ќе биде потпишан и договор за закуп во период од 15 години за едногодишни култури, 30 години за долгогодишни насади, 50 години закуп за одгледување на маслинки и 70 години за одгледување на лишници. Станува збор за продолжување на веќе воспоставена, но многу позитивна практика, преку која што во досегашниот период огромни површини на државно земјоделско земјиште се дадени во рацете на граѓаните, на земјоделците, на бизнисмените, за што сведочат над 8600 склучени договори. Очекуваме дека и со овие два нови огласи ќе продолжи тој позитивен тренд и позитивното дејство, затоа што тие представуваат извонредна можност за земјоделците кои што веќе стопанисуваат во овој сектор да ги прошират своите површини и на тој начин да обезбедат поголема профитабилност за себе и поголем број на нови вработувања за населението, но представуваат и добра можност за сите оние лица кои што досега не се занимавале со земјоделие, но имаат идеја, бизнис план, интенција да влезат со инвестиција во земјоделскиот сектор. Покрај тоа, покрај добивањето на државното земјоделско земјиште под закуп, лицата ќе може да ги користат и останатите владини мерки кои што значат сериозна поддршка на ова поле, како што се субвенциите, кофинансирањето на набавката на опрема, механизација и останатите поволности, и затоа е добро, апелираме сите заинтересирани лица добро да ги проучат овие можности. Процедурата за доделување ќе биде во извонредна фер и транспарентна постапка на електронска јавна аукција без учество на човечкиот фактор и сите апликанти се добро дојдени да влезат во овој процес. На првиот оглас на кој се понудени 2211 хектари во 20 општини во државата, земјоделците или компаниите од земјоделството кои ги исполнуваат условите од огласот ќе може да аплицираат за одгледување на култури по нивен сопствен избор, согласно нивната земјоделска дејност и плановите за раст и развој на земјоделското стопанство.
Вториот оглас има комерцијална земјоделска намена и представува можност за инвестирање на покрупен капитал во земјоделската дејност. На огласот се понудени 2215 хектари и на него ќе може да аплицираат земјоделци и компании на кои е адекватна намината за огласените парцели и наведените услови за планирани минимални инвестиции во следните 4 години. За двата огласи право на учество имаат сите домашни физички и правни лица кои се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства или пак се трговци поединци со дејност земјоделство, како и странски правни лица кои имаат своја подружница во Македонија.